Генијалец заборавен од државата. Вака го опишуваат познатиот медиум Рики. Тој тврди дека има надреални способности и може да ја предвиди иднината. За овој комуникатор со времето што уште не дошло и неговите окултни обради. Деталите ги има нашата Езерка. Некои го нарекуваат врач, некои го нарекуваат медиум. Тој самиот се нарекува Рики. Вчерашни имаше прилика да учествува на една од сеансите на Рики, која што се случува внатре во куќата. За жал, не е дозволено репортер да учествува на оваа сеанса, поради тоа вчерашни ја пушти само својата камера да ја документира оваа сеанса. Ајде, следниот. Се извинувам. Да не сака некој да се смени? Имам мој термин за ортопед топ. Ајде. Хвала. Добре ќе биде. Перачињето таму. Ајде. Стај ги ви вода. Така. Навали главата. Така, бе. Па. Биди спремено, малци ќе пецка. Може? Може. Што направи човек? И? 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 Гледам јасно гледам све. Чекаш некои пари на спортска, а? Чекам. Нема зима за тебе. Толку многу... Ќе добијам? Не, ќе умреш. Да, до есеноска. Ајде, облечи се и бркај работа. Ајде, следниот. Тоа беше се од терен. Се надевам дека успеавме на гледачите да им доловиме како изгледа една сеанса. Како што знам и во студио не чека некој изненадување. Петар? Да, Езерка, со нас денеска е самиот Ристо Мотика. Добар ден, господине Ристо. Добро ни дојдовте во студиото. Добре, ве најдов. Јас уште кога предвидов дека ќе бидам гостин во емисијата, бев многу среќен. Добро, кажете ми од каде името Ристо Мотика? Се разбира, тоа е од Никола Тесла. Јас кога бев мал ме викаат Тесла, подоцна Ристо Мотика. Логично, да. Кажете ми, како ги добивте овие ваши способности? Па тоа беше навидум еден обичен ден. Случајно западна во раците на Зевс, ме погоди струја и сите мислеа дека ќе станам некаков струјамен, но тоа сепак не се случи, нели? И подоцна струјата ми даде неверојатни моќи да ја предвидувам иднината и да комуницирам со мртвите. Фантастично, навистина. Тоа е приказната за Рики, кој што после тешкиот струен удар ги доби овие неверојатни моќи кои му помогаат да ја гледа иднината и да дознава најнови информации побрзо дури и од владините медиуми. Токму така, јас ги знам работите пред да се случат. Сега ќе ме прашате сигурно како го знам тоа, но не се мачете, јас нема да ви кажам. Ајде, за да ни докажете дека навистина ја предвидувате иднината, кажете ни што ќе се случи понатам. Па видете вака, ќе има промени во врвот на СДСМ. Шефот Бранко ќе си замине, а на негово место ќе дојде господинот Зоран Заев. Господине, тоа веќе се случи. Добро, што е со скептицизмов? Јас сум Ристо Мотика или вие? Ворета, сега едно приватно прашање, би сакал да ве прашам дали можете да погледнете дали во скоро време јас ќе се оженам. Да ти кажам право, нема шанси. Зошто вие сето ова можете да го кажете само поради тоа што сте доживеале електричен шок? Не, ова може да го кажам пошто те гледам тука до мене. Ви се како си, која ќе те земи. Орешке е ваше, гостинот. А сега од режија ми јавуваат дека се јавуваат гледачи во живо да дознаат нешто за својата иднина. Здраво, Рики. Здраво, Миле. Ти се јави за документите, така? Не сум јас, не. Добро, Миле, ќе се јави следен. Колку посто си сигурен дека не си Миле ти? Околу 100%.
Миле, ај не се измотавај. Режи, ако може друг гледач, ќе ве молам. Добар ден, вчерашни. Овде мајка му на Рики, само да го прашам дали е јаден. Ги најде лепчињата во релната? Ги најдов, мајче, јаден сум. Не ме срами вака пред луѓе. Извини, мајче, за едно 2 години од сега ќе се напијам и ќе искршам све дома. Нема ми се љутиш. Им благодарам на гледачите за јавувањата. Рики, кое е следното предвидување? Ќе предвидам нешто што не може да го предвиди никој. Тоест, ја можам, вие не можете. Во наредните денови Иванов ќе даде оставка, а во рокот 60 дена ќе се распишат избори и господинот Груевски ќе се кандидира за председател. Мислите поранешниот премиер ќе ни стане председател? Вие мислите, јас знам. А добро, гледајте, овие од Шарената револуција излегоа со една слика, ќе ги замолам од режија и да ја пуштат таа слика. Ја имаме. Дали ова ќе се оствари? Граѓаните точно знаат дека тоа ќе се оствари, но има мала грешка која не може да ја видат, а таа е дека тој е од другата страна на решетките, а ние сме позади нив. Односно, ние сме во затвор. Му благодариме на Рики за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарам и од мене, Рики. Да, одиме понатаму со вчерашни новости.